Егото на пратениците и председателот на собранието е поголемо од борбата за екзистенција на илјадници работници, кои во моментот се соочуваат со откази и принудни одмори, реагираат од Штипското здружение Гласен текстилец. Силните реакции доаѓаат откако петиот сет заглави, а неговото недонесување се претвори во вистинско фијаско. Во меѓувреме УЈП го пролонгира рокот и фирмите за пријавување за помош ќе може да аплицираат до 31 април. Што значи дека платите за февруари и март на сметките на работниците ќе им легнат најрано на 15 наредниот месец. Се надам дека ќе се вразумат за да не го изреволтираат овој наш мирен народ, кој што вообичаено е, но кога ви е празен фрижидерот, кога ги немате намирено сметките, кредитите спрема банките, кога извршителите ви ја блокираат сметката, мислам дека ваквото нивно однесување само ќе создаде револт кој што не знам како ќе изгледа понатам. Над 3500 текстилни работници во Штип веќе втора недела се на принуден одмор. Доколку петиот сет на мерки не се донесе, се калкулира дека нивниот број тројно ќе биде зголемен. Голем дел од погоните се затворени, а работниците што одат на работа се во постојан грч, стравувајќи од тоа што ќе им донесе наредниот ден. Не знам што да ви кажам. Ќе биде ли тешко? Ќе биде тешко за вработените, да. Ама се надевам дека ќе почнеме пак да работиме. Секој сака да работи, секој сака плата да земе. Да, имаме кредити во оно како тие кредити се плаќаат. Не знам, тешко. Ние немаме нешто на страната па да си мислиме од тоа ќе живееме. Од таа плата зависиме. Сега се купува само основното тоа што ти е потреба за јадење, за да преживееме фактички едноставно. Петиот сет на мерки е задоцнет и не е доволен, а под знак прашалник се доведува колку од компаниите ќе може да ги исполнат критериумите. За сега е неизвестно докаде се постапките за евидентираните злоупотреби на претходните 4 економски мерки, кога дел од компаниите исплаќаа 70-50% или воопшто не исплатија плати од доделените буџетски средства.